Кандидатот на републиканците за американски претседател Доналд Трамп ја обвини својата соперничка Хилари Клинтон со пожарување на канцеларијата во Северна Каролина. Животни. Хилари Клинтон и демократите во Северна Каролина ја опожарија нашата канцеларија во Оринџ Каунти, бидејќи ние победивме. Покрај овој напад во изминатиот период со работниците на Трамп се соочуваат со силни притисоци да одговорат на обвинувањето од неколку жени кои тврдат дека Трамп се однесувал недолично. Глорија Олрид, адвокатот на Самер Зервос, една од жените која го обвини претседателскиот кандидат Доналд Трамп за сексуален напад, на пресконференцијата ги потврди обвинувањата против Трамп. Страшната хајка на господинот Трамп е против овие жени кои имаа храброст да излезат во јавноста и да го потврдат она за што се обвинува господинот Трамп. Самер Зервос, учесничката во петата сезона на Стажан, тврди дека Трамп ја бакнал се однесувал недолично за време на интервјуто за работа. Трамп изјави дека тврдењата се лажни и се дел од медиумскиот заговор за негов пораз. Јас сум жртва на најголемата политичка кампања во историјата на нашата земја. Тие ме напаѓаат со цел да го уништат она што и според нив е најголемо движење во историјата на нашата земја. Обвинувањата против Трамп се појави откако Вашингтон Пост објави информација за видеоснимка од 2005 година, на која Трамп објаснува како се обидел да заведе мажа на жена и на која вели дека на славните личности им е дозволено да бакнуваат жени без нивна дозвола. Од друга страна, се посилни се поддржувачите на Трамп, кои сметаат дека нема простор за обвинувањата и дека действата за кои обвине Трамп не се сериозни престапи. Доналд Трамп се кандидира за претседател. Тој не е следниот папа, па затоа ајде да прекинеме со ова. Секоја жена заслужува да биде сослушана. Хилари Клинтон изјави дека жените заслужуваат да бидат сослушани. Сите, освен оние кои го обвинуваат нејзиниот сопруг. Таа ги напаѓа нив, им се заканува. Не, оваа не е земјата што јас ја сакам. Илјадници поддржувачи на Трамп се собраа на митингот во Вест Палм Бич и му ја дадоа поддршката на Трамп и покрај обвинувањата за неговиот однос кон жените.